Никола со Никола. Мала? Никола со Никола. Благодарам. Поздрав се гледа. Пријатно. Мислам дека денес е еден нов почеток. Не сакам да се вртам назад, сакам да се вртам напред. Ова е Министерство за надворешни работи на Република Македонија. Не е на една или на друга партија. Јас потекнувам од оваа куќа, тука ја почнав мојата кариера. 96-та, 2 пати излегов. Ова ми е трето враќање и се надевам дека ќе биде трета среќа. Ќе не треба среќа. Ќе работам да се дигне достоинството на оваа професија. Ќе работам на дворешната политика да се создава во ова министерство. Имаме, според мене, едно време на историја што создава шанси. Не сакам да бидам внимателен, да не подигнувам очекувања, меѓутоа факт е дека од вчера ние имаме една реформска влада која што вистина сака да започне преговори со ЕУ и да влезе во НАТО. Вистина сака да има добри односи со соседите, сака Македонија да биде почитувана и сака Македонија да има што повеќе пријатели и во регионот, и во Европа, и во светот. Овде има многу способни луѓе, со дел од нив јас сум личен пријател. Исто сакам во однос на куќата да направам систем и ред и објективни критериуми. Нема да ме интересира кој кога се вработил, дали симпатизира една опција или друга опција. Се додека сите работиме за Република Македонија, бидејќи ова е едно специфично министерство и специфичен ресор. И сакам целата оваа куќа да застане за овие цели. Министер значи слуга, ја уште не сум навикнат на таа титула и можеби нема да се навикнат. Не, тоа е помалку важно, меѓутоа ние имаме една важна функција во оваа држава и сакам да си го обелиме образот. Толку сега. Не знам дали да ви дозволам прашања. Вчера бев многу емотивен и многу се... Значи вака, вие најавивте дека клучате од соседите. Имаме соседи, каде што имаме проблеми, имаме соседи со реални проблеми. Дали тоа ќе биде Грција, бидејќи вчера Турција упати неофицијално покана дека... Ние вчера поразговаравме по телефон. Денеска сабајлето имав разговори со колешката од Бугарија и таму дојде покана. Ќе видиме како ќе бидат агендите, меѓутоа мојата цел, мислам дека јавно кажав минатата недела, јас би сакал првата билатерална посета да биде на Атина. Бидејќи таму имаме најголем проблем, а работата наша во дипломатијата е да ги решаваме проблемите и да ги гладиме односите. И мислам дека ќе најдеме начин и покрај тој проблем да имаме убави позитивни односи. Во основа јас сакам на регионот да му кажам дека од денес Македонија има ново лице. И тоа ќе го покажеме и со дело. И се разбира, ќе има многу брзо посета на Брисел, меѓутоа таа не е билатерална. Да, но токму тоа сакам да кажете НАТО и Европска унија, но сепак Грција е тешко. Па тоа прашање за жал, иако не би требало правно гледано, се измеша со двете интеграции. И меѓутоа и без тоа односите со соседите се секогаш многу важни. Јас сум убеден дека успешна и среќна Македонија е многу добра вест за целиот регион. Како што Србија што оди напред е добра вест за Македонија и така натаму и така натаму. Министер, само кратко само. Бидејќи ова министерство, знаеме дека од ова министерство најмногу се патува надвор од државата, знаеме дека дека се трошат многу пари од овој буџет. Јас за жал не овде вашиот претходник да искористам приликата, бидејќи од тука барав информации за патувањата негови, каде биле потрошени тие пари. Колку вие како министер ќе работите транспарентно, колку транспарентно ќе биде ова министерство под ваше раководење? Целосно транспарентно. Видете, ако оспорувате авионски карти за министр за надворешни работи, мислам дека не е добра перспектива. Не се работи за авионски карти, него за детални детални податоци. Ја имам овде многу чести намери и мислам дека има и огромна одговорност.
и не гледам зошто се што ќе правиме ќе биде отворено. Ништо нема да има тајна, бидејќи агендата е јасна, целите се јасни, средствата се тие. Јас не сум голем експерт за финансии, ниту за мои лични, ниту за јавни. Ќе се надевам дека ситуацијата е пристојна, ќе видиме сега, бидејќи само што влегов. Меѓутоа, најавувам си не само во однос на финансиско работење. Сакам ова министерство да биде отворено, сите да знаете и целата македонските граѓани да знаат, бидејќи од таму стигна до вербата. Што правиме, како мислиме да правиме, да знаете што се случува, се разбира.